добро вечер, драги слушатели, драги гледачи. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Јас сум Дени. Јас сум Коко. Тоа е Коко и ние сме овдека денеска со една многу интересна тема. Пред да почнеме сам да кажам дека за техничка реализација се погрижија Мартина Костадинова и Димитар Ѓураковски. Главен уредник е Љупчо Златев. Као што кажавме, вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. И денешната дата е 25 март 2021 година и ние доаѓаме со една многу интересна тема. Но пред да почнеме, имам едно прашање, мислам така, од Димитар. Од Димитар, да. Димитар прашува како да не љубоморам. Значи од претходната тема нели ни беше за љубомора, како да не љубоморам. Како што кажавме, Димитар, не е поентата да не љубомориш, поентата е да се соочиш со тоа дека љубомориш и кога ќе се соочиш со таа емоција, да не дозволиш таа емоција да те исконтролира и да направи да имаш искривена слика за реалноста, него едноставно сватиш што таа емоција пробува ти каже, дека нешто заради тоа што љубомориш, има нешто подлабоко во тоа, можеби тоа тој човек што го прави и ти сакаш да го правиш. Можеби тоа тој човек што го има и ти сакаш да го имаш. Кога ќе размислиш вака, таа љубомора е на некој начин компас и ти покажува на кај треба да се движиш во животот. Чим тоа ќе го направиш, таа љубомора ќе се тргне сама од себе и ти ќе ги користиш емоциите на начин на кој што треба ги користиш. Да, се согласувам потполно со тоа. Љубомората, како што кажавме, нели е емоција што можеме да искористиме, таа е природна емоција, што не вика дека нешто можеме да направиме за тоа. Едноставно, како и сите емоции, мислам дека тоа е еден повик за акција, поготоа негативните емоции, тоа е повик за акција дека не се наоѓаме кај што сакаме да се наоѓаме, така и љубомората. Значи, искористи љубомората во твоја полза, не ја користи за да го пуниш тоа што рековме празно нешто во тебе, што реално нема никогаш да ти помогне, како например каква кола има он, не е фер да кажеш ја неам. Не е тоа љубомора што ќе ти придонесе тебе нешто, туку само ќе ја пуниш таа дупка што ја спомнавме во претходната емисија. Да, комплетно се согласувам. И кога сме веќе кај емоции, кај негативни емоции како љубомора, денешната тема е најголемата лага што ви ја кажува стравот. Значи во денешната тема ќе разговараме што е страв, како да го совладате стравот, која е разликата помеѓу вистински страв и лажен страв, реален и нереален страв како што ги нарекуваме, и ќе одговориме малци која е целта на емоциите всушност. Затоа што мислам дека стварно во денешно време немаме образование за емоции. И тоа е еден од најголемите проблеми во денешниот свет, зашто луѓето прават некои работи што се непромислени. Се водени по емоциите, им веруваат на емоциите место да ги слушаат емоциите. Да. Така да ќе објасниме зашто како да ги слушате емоциите, а да не им верувате на емоциите и како да ги искористите за да бидат во ваша полза. И затоа што реално тоа се емоциите. Компас кој ве носи до вашиот најубав живот, ако знаете да ги слушате. Да, како што сме збореле многу пати лично вака персонално, што сме збореле дека ние не знаеме, немаме речник за емоциите. Нели ние све како што викаме неколку емоции, страв ми е, срам ми е, се плашам, едноставно не се само тие емоции, туку може да се многу да влезете подлабоко во некоја емоција, да објасните со поубав збор, нели? Да, и поконкретно да сватите што е. Да, едноставно не се плашите, туку може тоа ви е трема, да. Тоа е трема, значи страв и трема не е исто. Да. Мора да ги дефинирате емоциите како што ги осеќате. Баш поради тоа, кога ќе ги дефинирате, како што кажуваме, страв и трема, тремата може да биде позитивна работа. Пред секоја емисија може да кажеме дека имаме некоја трема, една минута, она позитивна трема тоа, дека ипак вие не гледате во живо, има над 2000 гледачи на некои емисии, едноставно таа слика која ќе се представиме во глава, си викаме, чекај, мора да пазам што зборам, не треба да зборам се, едноставно може тоа да ви направи позитивна трема. Ако се речеш страв ми е, стравот е друга емоција, баш за тој ќе збориме денеска дека има страв реален и нереален страв. Страв кој ве води во животот, кој ви кажува дека баш некои работи треба да ги направите, и страв кој што стварно треба да го слушате, како на пример кој што кажавме, ако иде лав и гледате лав и цвеќе во една слика, ако доаѓа лавот, вие не го гледате цвеќето, не се фокусирате на цвеќето, туку има причина за страв и вие веднаш реагирате, бегате. Да, токму така. И тоа е уствари целта на емоциите, да ги слушаш. Да. Дали кога што викаме лажен страв или реален страв, и двете
тие се две различни емоции. Затоа го викаме лажен страв, но и тој има некоја порака што ви ја кажува. И доколку ја слушнете, таа порака ќе ви помогне. Не знам дали знаеш, баш у програмата што имам направено има 28 емоции што ги чувствуваме секој ден. И обично интересна работа е на сите луѓе кога ќе им кажам, кога ќе дојдат во програмата дека ќе ги учиме 28 емоции што ги има, што ги осеќаме секој ден, збунети се. Да. Викат како 28, јас знам за 6 емоции. Онка па среќа, страв, нервоза, да. И луѓето од денешно време 90% мислат дека имаме само 6 емоции. Ма стварно е така, да. Уствари имаме, според тоа има еден круг на емоции, има над 100 емоции. Всушност, ја ги фаќам тие 28 за кои што со кои што сум работил, за кои што ја знам пораката што ја кажуваат. Но има над 100 емоции, значи ние да навлеземе да ги изучуваме сите емоции, тоа е еден огромен свет што се отвара пред нас, не се само 6, него се 100. Има исто интересна, као научно докажан факт, кога имаш концепт за нешто во глава. Добро. Автоматски самиот мозок ти функционира другачие за тоа. И самата реалност што ја гледаш пред тебе е друга. Не знам дали знаеш, има една цела цивилизација која немала одредено име за една нијанса на плаво. Добро. Само заради тоа што немала концепт за таа нијанса на плаво, не знам дали било на небесно плаво, така. Немала име за таа боја, не ја гледала таа боја. Значи, целата цивилизација која ќе ја покажале таа боја, ја ставала или на потемната плава или на посветлата плава нијанса. Буквално не ја гледал, значи нивниот мозок не ја процесирал таа боја само заради тоа што немал име. Значи колку од нас осеќаме нешто секој ден и само заради тоа што немаме име за таа емоција, оставаме тоа да тлее во нас. Да. И го оставаме да тежи во нас и не ни слушаме пораката што таа емоција сака да ни ја каже. Да. Има исто уште една интересна приказна, порано Колумбо, мислам, кога идел да ги освојува, тоест не да ги освои, нели он случајно дошол до Америка. И кога стигал на бреговите на Америка, самите луѓе што живееле таму немале концепт за тоа што е брод. Да. И они само заради тоа што немале концепт што е брод, бродовите не ги виделе се дека не било прекасно. Аха. Значи и така освоиле уствари. Така. Да, на некој начин тоа им помогнало, че самите луѓе, тие племиња што биле таму немале представа што е брод, дека нешто од морето може да дојде, дека се приближа поголемо, да. И они кога гледале буквално во морето, не го ни виделе бродот, затоа што немале концепт за тоа. Да. Значи буквално не било во нивната реалност. Кузне колку работи има во нашата реалност, што само заради тоа што немаме концепт за нив, не ги гледаме и не ги приметуваме. Исто како што се нашите емоции. Значи, нема 6, има над 100 емоции и рачунете секој ден осеќаме сигурно повеќе од 30 различни видови на емоции. Да. А ние имаме представа за 6. Уствари, колку е мокно кога ќе навлезеш, да си кажеш точно што чувствуваш, колку е полесно. И тоа реално може да се представи во бизнис и во све. Кога, например, не ти оди бизнисот, сите викаме не ни оди, така? Тоа е генерален проблем на сите, не оди. И нормално дека не оди, нема нозе. Сите така ги прати, чекаат како што викаат од Господ нешто да падне, едноставно. Ти си тој што одиш бизнисот, не може да оди. Да, не оди. Не може да не оди, значи кога би го опишале точно тоа, мојот потрошувач не сака кафе, например, не сака еспресо, тука више имаме проблем. Го знаеме проблемот точно и можеме многу лесно да го решиме. Колку е тоа мокно во бизнис, например, а да не навлагаме, па замисли во нас, кога би рекле, не е страв, туку е трема, не е срам, туку е некоја позадинска емоција што чувствуваме уште можеби од деца, кога точно ќе знаеме ние што чувствуваме и како чувствуваме. И денеска баш ќе се насочиме на стравот, затоа што многу емоции има, ако ги почнеме да ги избориме, баш ќе се насочиме на стравот, како што кажаме, постои реален и нереален страв. И реалниот страв е тука што не спасува, што не донел до денешниот ден да бидеме живи како цивилизација, како луѓе, а нереалниот страв е се уште останат од тој реален страв, како да се одвои од реалниот страв и да ни представува проблем секој ден, нели? Да видиме на социјални мрежи некоја лоша вест, автоматски ние си викаме дека тоа нас ни се случува, све сваќаме лично и персонално, како што зборевме во претходните емисии, и тој страв ни представува проблем да превземе било каква акција. Мислам дека тоа е најголемиот проблем кај стравот.
не прекинува да превземе акција за да си го поправиме тоа што сакаме да си го поправиме. Например, ако имаме некоја желба да направиме, пак ќе кажам, бизнис. Нас не пред се тој невидлив страв ние дека ние не гледаме дека некој можеби лоша слика ќе има за нас. Затоа и не почнуваме бизнис, нели? Многу од луѓето не почнуваат, не превземаат ризик дека си мислат дека некој друг ќе ги гледа со други очи, како што викаат. Многу луѓе имаат страв да западнат во таа незгодна ситуација, а тој страв не постои реално. Реалниот страв се знае што е страв. Кога ве напаѓа лав, кога имате реална опасност или физичен контакт со друга личност, едноставно тоа е страв од кој вие треба да се плашите. Не е страв да отворите социјални мрежи, да видите лоша вест и вие да се плашите едноставно да излезете од дома, и затоа мислам дека многу се надовржува луѓето што имат повеќе, нели, за секоја болест има име, не излегуваат од дома, се плашат. Едноставно тој страв навлага во нас и ние го одбегнуваме, не се соочуваме со него и не превземаме никаква акција и многу тоа се таложи во нас и тоа ни станува нас рутина. Многу од луѓето, зашто многу луѓе не превземаат никаква акција да си го подобрат животот, туку полесно е да гледаат на социјални мрежи како некој патува, па да се лигават на тие постови, да гледаат како некој жива во неговиот живот и да се замислуваат, двајче, како ја не сум на нивно место. Тоа е све превземано акција и тие луѓе имале страв, нереален страв, што не се соочувале и тоа го продолжувале мислам се соочувале со тој страв и едноставно стигнале до некој ниво да изградат за себе бизнис, да изградат за себе живот што сакаат да го имаат, да си ги исполнуваат тие желби. Едноставно резултатот е, мислам дека пред се главната тема на денеска е да се справуваме со нереалниот страв. Да. Значи целиот проблем кај емоциите е тоа што ги мешаме многу емоции заедно. Реалниот и нереалниот страв, како што кажа. Двете емоции имаат различна порака. Реалниот страв доаѓа мечка, мечка те напаѓа, ти не размислуваш дали сум во опасност. Не го активираш мозокот, не седиш и си под анксиозност или трема, немаш трема кога доаѓа мечка. Тука си во моментот, тој страв ти вика реална опасност има, бегај и бегаш. Тоа е таа емоција. Но пример емоцијата сите сме презентирале така на факултет или сме збореле пред луѓе. Во тој страв немаш реална опасност. И таа емоција што ја чувствуваш тогаш не е иста емоција ако сме реални со таа пример кога животот ти е во опасност. А за двете емоции викаме страв. Исто ги класифицираме. Исто ги класифицираме и името ни кажува каква акција да превземеме, што е скроз погрешна за таа емоција. Зашто реалниот страв вика бегај, но кога ја искористим истата порака за тој страв да зборуваме пред луѓе и да бегаме од тоа, тогаш нигдека нема да идеме напред. Емоцијата на лажниот страв е всушност ова се границите на твојот комфорт, кога ќе збориш пред луѓе излагаш од твојот комфорт и си во некоја непозната зона. Тоа е се што кажува нереалниот страв. Не кажува бегај од тоа, ти кажува овдека кога ќе излезеш има шанса да се промениш како човек, да пораснеш како човек. Тоа за егото е страшно, затоа што секоја промена за егото е смрт, но за тебе е многу корисно. Затоа што ние сме процес на креација и кога ќе знаеш на кај што треба да растеш, тогаш ти треба да го слушаш тој нереален страв. Затоа што тој ти кажува најубаво кои работи треба да ги соочиш. Ако имаш бизнис и треба да збориш пред многу луѓе, нормално е кога ќе осеќаш нереален страв. Но не значи тоа тргни се и не правам, нема да зборам пред луѓе, кај ќе те однесе тоа напред. Напред ќе те однесе ако речеш ова ми кажува, оваа емоција ми кажува дека се приближувам до границите на мојот комфорт и дека треба едноставно да продолжам напред. Така, тоа уствари ќе не порасне како луѓе. Исто кога идеме во теретана. Ако ни остават само шипката без стегови, нема да ни порасне мускулот, така. Но кога ќе ставиме поголема тежина, автоматски тогаш ни расте мускул. Значи истото тоа е со нереалниот страв, тоа е тежината на вашиот карактер. И вие кога ќе гурнете, тогаш расти вашиот карактер. Нормално дека не треба да растеме во секоја насока, затоа е многу битно и затоа им кажам и на моите клиенти прво да најдат која е нивната највисока цел, која што ќе им го опфати целиот живот, на кој што би ги иделе all in, за да знаат во која насока да се соочуваат со тој нереален страв. Затоа што не е и поентата, од се што се плашам да се соочам со тоа реално. Не е поентата на животот, тоа поентата е да растете како луѓе, но да растете во насока кај што ви е значајна за вас. А кога идете натака,
сигурно ќе се соочите со нереалниот страв. И ако дозволите тој да биде одговорниот за вашите одлуки, нема да пораснете. Ако вие сте CEO-то на вашиот живот, вие ќе кажете, окей, да, надвор од комфортот е, ова што ќе го направам прв пат го правам, не знам како ќе испадне, но ова ми значи мене. И без разлика на тоа дали се плашам или не, ќе го направам. Прв пат може нема биде добро, втор пат нема биде добро, ама трет пат, четврт пат ќе се подобрам, зашто оваа насока во мојот живот е значајна за мене. Да. И кидам натака. Многу убаво кажано и баш сакам да те потсетам преска или вчера што зборевме баш за тоа како се одвива во мозокот тој реален и нереален страв, што се учел на баш на факултет. Баш сакам тоа да го објасни за луѓето едноставно да сватат каков е тој процес на реален и нереален страв и зашто треба да се пазиме од реалниот страв и како да го распознаме дали тој е реален или нереален страв. Да. И, баш ќе објаснам сега како биолошки уствари делува тоа, како всушност мозокот ни е нас создаден и изграден за ние да имаме две врсти на страв. Значи кога ние перцепираме нешто, самото тоа кога го гледаме, пример има мечка пред нас, кога гледаме светлината од таа мечка се одбива и доаѓа во нашите очи. Така тоа е гледање. Тоа е, да. Од нашите очи информацијата кој што е мозокот влага и треба да стигне до позади на мозокот. Тоа е уствари делот кај што го ја прави информацијата во слика, за да ја видиме мечката. Да. Но во средина на мозокот има еден дел кој што е всушност го викаат како емоционалниот мозок. Тој дел, лимбичкиот систем мислам се вика, тој дел е уствари кај што емоцијата проаѓа и ние пред да имаме слика за тоа што го гледаме. Таа информација поминува низ делот на мозокот кој што одлучува дали треба да се плашиме од тоа или не. Да. Како одлучува тој дел? Поврзува патерни, значи гледа дали тоа личи на некое суштество што уствари е опасно за нашиот живот. Дали сме гледале филм кај што значи има илјада може конекции во нашиот мозок кои што во една секунда се одвиваат и гледа мозокот евалуира дали уствари таа информација значи дека може сме во опасност. Доколку е мечка и доколку сме стварно во опасност, вие уште пред да ја видите таа мечка, буквално пред да имате слика за таа мечка, ќе осетите емоција на страв. Тоа е реален страв и тој страв прави да имаме реален нагон, значи некое движење кое што нема го размислиме, чека дали да бегам, да не бегам, него едноставно ше пред да видиш дали е мечка ќе избегаш. Тоа е самото тело е така создадено за да ти даде повеќе шанса доколку има опасност да не размислуваш ти дали треба да идам, да не идам, затоа што додека ти направи мозокот слика, додека таа слика во мозокот ти ја поврзаш со други работи, проаѓа многу време. Да. Ти немаш толку време доколку мечка те напаѓа. Затоа и самиот мозок е создаден, прво информацијата пројде до тој емотивен центар, за да можеш ти да имаш време, ако е некоја опасна стварно, да избегаш. Да. Нереалниот страв е тој страв од кога ќе имаме слика за тоа што го гледаме или некоја слика што ќе си ја замислуваме, може како ќе испадне кога ќе збориме пред луѓе. И таа слика ја поврзуваме со уште трилион други работи. А што ако ми се смеат? А што ако не испадне добро да зборувам пред тие луѓе? И тие уствари слики што си ги создаваме самите ние, ни произведуваат некоја емоција што не е уствари вистински страв, него е лажен страв. Затоа го викаме лажен страв, затоа што доаѓа од нашиот памет, од тоа премислување за се. И реално тука немаме опасност за живот, нормално нели во повеќето ситуации, но кога премислуваме си правиме некои опасности што не постојат. Да. И затоа ги поврзуваме овие две емоции толку слично, а се толку различни. Уствари ние премислуваме затоа што излагаме надвор од комфортот и не знаеме што ќе се случи и нашиот памет премислува за да го најде точниот одговор. Да. Тоа уствари не плаши нас, а тој страв не е реален. Да, ќе дам баш еден интересен пример. Кога бев на Малдивин, Индиски океан, како што влегов во вода, значи почињам да нуркам, таму има многу преубави работи да се видат стварно под вода, као што почнав да нуркам, кога ми излезе ајкула, ама пошто кога нуркаме нели преку наочарите, ајкулата се гледа пута 5 пати поголема. Сега тоа може била некоја мала ајкула, не е битно, ама кога видов, баш го осетив тој реалниот страв. Како у кичма, како она трнење, знаеш, одма реагираш, одма излегов шпринт од вода, трчам на рецепција и викам, видов ајкула, значи најтоколкава ајкула видов, не знам како, нели имате граници некој, дали да влагаме, дали има во 5 сат, дали во 4, не знам, треба да кажете нешто. Викам ми зема да се смее човекот,
стварно се изгажи од смење ги викна луѓето да им кажува на нив. И викам не е стварно смешно, викам ќе ме нападне. Вика нема до сега ни еден вика случај кај што ајкула нападнала човек. Значи тој вид на ајкули. И баш се расчита, не ми беше тоа веродостојно, баш како што викаш, ние сме гледале толку филмови напади, толку опасни ајкули, уствари на Малдиви немало ни еден напад од ајкула. Она баш немало евидентирано дали еден или два напади. Она што го нападнал ајкула не се вратил да каже. Не кажал, само ги има вика дека се удавал за тој изглед. И стварно тие ајкули таму не напаѓаат. И баш интересно како ние си го формираме тој страв. Значи дури тој реален страв што ние го имаме, што реално некогаш го осеќаме, мислам дека дури ги перцепираме некој стравови исто. Кога ќе излеземе на сцена и ајкула да гледаме, да видиме истиот страв ние како го перцепираме. Меѓутоа тој страв знаеме дека нема никаква реална опасност. Така, немаме евиденција за тој како има реална опасност. Не излегол никој на сцена и не му фрлаат со копија да го погодат, него тоа не е некој реален страв. Туку го излагаме на сцена едноставно баш како што викаш, тоа е страв кој што треба да целиме. Тоа е страв кој што треба да го преминеме. И нормално, имаме стравови од многу работи. Например, од висини имаат многу луѓе стравови од високи згради. Значи, од високи тараси кои ќе погледнат доле. Да, и баш ќе ти кажам колку интересно со виртуелна реалност, значи има многу терапии што се прават баш за страв од висина. Ставаш виртуелна реалност сет и има даска една. Добро. И ствари виртуелната реалност ти кажува кога да си на висококатница и на што се прави, даската е буквално надворот, нели она од град, кај што се гради зградата и ти идеш по неа. И ти реално истото го осеќаш. Реално истото го осеќаш кога рачуна имаш страв од височина и идеш по некоја даска што е висококатница. Ти со виртуелната реалност мислиш дека си таму. И кога доаѓаш до ивица на даската буквално, ја осеќаш ивицата доле на ногата, зашто идеш на даска ти е поставена. И значи така прават терапии сега помодерно, ќе прават терапии со виртуелна реалност за луѓе што имаат страв од височина, полека да бидат изложени на тој страв, за да сватат дека зашто фобија кога имаш е едно, страв кога имаш е друго. Сите имаме страв од работи што се опасни. Тоа не заштитува. Но кога имаш фобија, тоа ти делува на многу насоки у животот, што те кочи на некој начин. И не е ти дека ќе се тргнеш од стравот, тој да сакаш не можеш, битно да се тргнеш од фобијата. Значи да не те кочи тоа во животот. Да. Баш како што спореше ми се запотија моца раце од висини. Искрено некако во поддоцните години некако го развив, не да кажам тој страв или фобија, туку едноставно кога гледам од високо, како да треба да се одбранам од тоа. Одма ми доаѓа некоја ја знам и да погледнам намерно од високи тараси, пример од 10 катници, ама пак ми доаѓа некоја неудобно. Језа, баш како што викаш. И мислам дека тоа баш не е баш страв, може да дадов лош пример, меѓутоа тоа на некој начин кој што викаш не кочи многу работи. И еве како пак технологијата може да помогне на многу начини. Значи може да се користи терапевски, може да биде едноставно да не излечи. Кузнек, баш како што кажа виртуелна реалност ми дојдоа сега колку работи може да едноставно змии, шкорпи, некој баш работи што стварно луѓето се имаше студија од пајаци страв. Луѓе што имаат една сесија со виртуелна реалност терапија. За 4 сата ја тргаат фобијата скроз. Животно се плашеле од пајаци. Иделе на терапија, со една терапија, буквално 4 сатна терапија со виртуелна реалност, со излажување на прво пајакот доаѓа, дури има и игри направени. Прво пајакот изгледа смешно, као цртан, да па после изгледа пореално, па пореално и пореално, за полека ти да се соочиш со пајакот. И на крај целта на играта е дури да дое во твојата рака пајакот, да го држиш во виртуелната реалност. 4 сата само, фобијата ја нема. Колку е тоа мокно. Колку е мокно уствари тоа. И тоа сигурно ќе се користи за многу подобри работи, не само за игри, за некои работи што реално многу ги користиме, ни го трошат времето, како што кажеме социјални мрежи. Мислам дека тука кога ги користиме општо тие работи, социјални мрежи, компјутери за погрешни насоки, се стварат многу стравови. Се ствара многу неакција. И како што кажавме, времето тече и тука веќе не фаќа тој страв од
затоа што нели старееме и не фаќа страв дека не сме направиле многу работи како млади, а ние веќе сме го потрошиле времето. Гледаме многу оние како што се викаат меме страни, нели, само интересни работи, смешни мачки, кучиња и едноставно тече времето и нас ни се набиваат тие емоции и ни прават огромен страв. Реално огромен страв осеќаме и мислам дека сепак треба да кажеме дека колку е битно да се користат тие интернет и социјални мрежи, колку треба да се користат правилно за да почнеме да растеме ние од нив. Не да го трупаме таа емотивен притисок во нас, едноставно да избие на начини како што не треба да избие. Да, баш убаво кажа. И најголемиот проблем кај нереалниот страв е тоа што те прави да носиш нерационални одлуки. Затоа што зборевме, ќе кажеме пак, главната порака на реалниот страв е дека животот ти е во опасност и сака да те спаси. Значи сака да ти го спаси животот. Се појавува само кога ти е во животот во опасност. Нереалниот страв сака да те спаси од смрт. Реално не може ништо да те спаси од смрт. И затоа нереалниот страв го носиме со нас. Цел живот може да го носиме со нас. И се до моментот кога ќе бидете способни да идете еден чекор после тој нереален страв, тој ќе биде со вас. Затоа што се што сака направи ве спаси од смрт, а се што прави ве заштитува од живот. Значи ве спречува да живеете. Се додека не сте свесни за тој страв и се додека не идете еден чекор после тоа да речете повеќе сакам да живеам отколку што сакам да бидам заштитен од смрт, тој страв ќе биде со вас. И зошто носиме нерационални одлуки за тој страв? Пример да земеме. Жени што имаат домашно насилство, така? Да. Они имаат страв да го пријават мажот. Да. Така, они имаат страв да го пријават мажот, да се заштитат од тоа доколку мажот нели има и нормално случаи другиот правец кога мажот има семејно насилство од жената. Во било кој случај, тој страв не заштитува нас, не држи во истата атмосфера каде што сме, каде што има насилство врз нас. Да. Втор пример. Се плашиме да се провериме, да си ја провериме крвта за да не имаме некоја болест. Да. Реално шоке ни го спаси животот ако се провериме и на време најдеме да не имаме болест, така? Да. Значи, секогаш нереалниот страв не тера да правиме нерационални одлуки. Ние мислиме се заштитуваме, но уствари се заштитуваме од живот. Да, баш. Се заштитуваме го заштитуваме егото да не умре, дури и ние ако умреме. Да. Значи, не икеме да се соочиме со вистината, па и покрај тоа да значи дека опасно за нас. Значи, колку се две различни спротивни емоции, реален страв и нереален страв, 180 буквално различни емоции се, а ги гледаме како една. И затоа можеме цел живот да бидеме укочени од нереалниот страв, доколку го слушаме него и мислиме дека е реален страв. Да, мислам дека треба да си зацртаме во мозок дека ние сме прогрес како луѓе, како единка. Ние сме константен прогрес. И ако целиме кон нешто, ние многу ќе се соочуваме со тој страв, со тој нереален страв што го викаме и ќе мора да се менјаме како луѓе постојано. Тоа луѓето мислам дека никако не можат да го сватат, мислам еве јас у некои ситуации, не можам едноставно да сватам дека треба да се променам како човек за да имам некои работи што сакам да ги имам. А тие работи ме кочи само еден нереален страв. Некоја акција што се плашам да превземам, како што кажавме примери, веб страните ги мислевме 2 години и ги направивме за 10 сати. Значи тој нереален страв не кочи од 2 години и ние сме ги потрошиле тие 2 години. А мислам да направиме на математика колку време ние трошиме со тој нереален страв и колку време стоиме во место само затоа што се плашиме да се промениме како луѓе, затоа што не веруваме дека ние сме прогрес како луѓе. Ние сме константен прогрес во доживотно. Тоа не завршува. Ние како луѓе ги сваќаме работите со почеток и крај. И ние тоа не може да го сватиме дека ние бесконечно мора да се менуваме. Ки има крај, да, нормално дека ки има крај. Секој човек има крај. Тоа е нормална природна, значи се раѓаме и умираме, тоа е нормално. Мора да сватиме дека ние до таа крајна точка мора да се променуваме, затоа што само така растеме и се надевам дека вие целите и сите целиме на подобро да растеме. Значи зацртете се некаква цел и сватете дека ќе се соочувате со нереални стравови бесконечно, што може за некој ќе изгледаат многу големи, за вас ќе бидат мали
само затоа што многу стравови сте поминале веќе или обратно ќе биде тоа. И мора да сватите дека работите што ги сакате и што сакате да ги имате желбите, не ги имате само затоа што не сте таков човек се уште. А најголема причина зашто вие не сте таков човек е стравот што ве кочи да превземете акција во таа насока. Толку едноставно. Треба да направите чекор, значи буквално гледате го тоа како една голема мапа и за да стигнете од еден ќош до друг ќош, вие треба да идете од А до Б, Б до Ц, Ц до до крај на азбуката до тој ќош. Значи мора да превземете и да се 1000 точки треба да ги превземете. Меѓутоа не дозволувате тој нереален страв да ве кочи. Едноставно нема ништо лошо да се случи ако излезете пред публика. Ништо лошо нема да се случи ако у некој бар идете и придете на некоја девојка или на маж. Едноставно морате тие стравови да ги тргнете како нереален страв, да ги класифицирате вие психички како нереални стравови и сепак да се борите и да идете преку тоа. Затоа што вие сте прогрес. Цело време целите кон нешто подобро. И за да бидете нешто подобро, мора цело време да ги пребродувате тие стравови нереални. Затоа што верувајте ке знаете кој е реален и нереален страв. Ако веќе го мислите тој страв, пробувате да му дадете некаква улога, да го рационализирате, вие веќе знаете дека тој е нереален страв. Затоа што вие не сте изреагирале до сега, немало лав, тука не ги премислувате работите, едноставно реагирате. Затоа, ако сакате да целите кон нешто, морате да се насочите, морате да сватите дека мора да ги пребродувате тие стравови, не само да ги тргате на страни, едноставно да живеете во некој комфорт, што реално е потешко да живеете во комфорт него да не живеете, затоа што едноставно неакцијата не прави несреќни. Кога нема прогрес човекот го прави несреќен. Ја верувам дека среќата е константен прогрес. Значи мора да целиме кон нешто и да се подобруваме кон тоа и само така ќе бидеме среќни. Едноставно среќата не е лежиме у кревет и си мислиме на среќа и среќни сме. Не, значи мора да има некаква акција, прогрес да има во некоја насока. И да не има сега прогрес, да идете 2 чекори назад, да знаете дека еден ден ќе отидете 5 чекори напред, со тоа што превземате некаква акција. Да, многу убаво кажано. И реално нереалниот страв ќе го чувствувате цел живот. Не може да избегаме од нереалниот страв, така? Да. Майкл Џордан го прашале, буквално, дали осеќал страв додека ги превземал тие ризици во спортот. Майкл Џордан вика до ден денес осеќам страв. Да. Секој голем спортист, секој атлета, секој успешен човек, сите луѓе кога ќе ги прашаат дали осеќаат страв, дали чувствуваат страв, сите до еден викаат дека до ден денес осеќам страв. Да. Но една е разликата. Тие не дозволуваат тој страв да биде што одлучува за нив. Јасно, да. Значи сите осеќаме страв затоа што кога правиме нешто што ни значи, тој страв се појавува да ни каже ова ти значи. Да. Излагаш од комфортот, тоа е сигналот што ти го кажува, тој нереален страв. Ако го сватиме така, ќе ни стане на некој начин и компас. Ќе наноси на кај работите што треба ги превземам. Значи тоа е тоа што баш убаво ја скоцкавме тема, малце влеговме у free flow, како што викаат, времето помина веќе и ќе преидеме директно на thumbs up, thumbs down. И сакам да те прашам прво, Билборд би ставил пре или на Facebook би платил реклама? На Facebook дефинитивно, зашто на Билбордот немам никаква контрола, на Facebook имам контрола кој ќе гледа таа реклама. И кој е заинтересиран, кој клика. И реално сакам да ја гледат рекламата луѓе што сакаат да го земат тој продукт, не било кој. Така да многу поефективно да ја платиш на Facebook. Да, дефинитивно, јас се слагам затоа што имаш дата база која можеш да искористиш понатаму. Да. По два, ризик или страв? Што би ризик или дали би превземал ризик или би останал во таа емоција на страв? Нормално дека би превземал. Лошо прашање, ама сакам да објасниш многу кратко зашто би превземал некакви ризици. Да, јасно. Значи ризик тамза би превземал ризик затоа што нормално калкулиран ризик во зависност од тоа колку е насочен на кај тоа што сакам да го правам. Ризикот кога го превземаш само до тоа те прави посилен карактер, посилен човек. Да. Самиот ризик нормално се што правиме во животот е ризик. Кога е тој искалкулиран и кога е насочен кон тоа што сакаш да го правиш, како што зборевме во денешната епизода, те носи надвор од комфортот и те гради ко личност. Значи тоа е најголемиот бенефит, а после тоа ако се исплати ризикот, тоа е се бонус. Ајде да ме прашаш ти затоа што немаме време, мислам дека по 2 thumbs up да оставиме за денеска.
Ајде, во ред, значи, денешното што ќе те прашам е виртуелна реалност или терапија во живо? Дефинитивно виртуелна реалност. Мислам дека од кога ќе почне да се разградува тоа, дефинитивно виртуелна реалност. Уште не го сваќам тој концепт, меѓутоа сум за да пробам секако, така да VR. Дефинитивно тоа. И второ, дали стандардни кафичи се тамзап или кафичи со места за работа, како што се модерните, без услуга, него само услуга кај што се изимаш. Зависи за која погода, меѓутоа јас кога би загол За тебе лично. за мене лично мислам дека вторите, да се земам сами, да се седнам едноставно, да си одработам неколку минути, на пример половина час, 45 минути, некако не осеќам кода треба, знаеш, да чекам сметка, па едноставно сакам да завршам со тоа, да се седнам и да се работам, да се станам кога сакам да се станам, едноставно мислам дека подобро за мене е второто. Јасно. Тоа е тоа, значи по 2 тамзап денес. По 2 тамзап, од наредниот пат малце ќе успориме со темата, така да дечки, фала ви што не слушавте, ако сте се уште со нас. Ако не сте, обавезно гледате на Facebook страната Радио Лидер, има во живо, има видео од нас и се гледаме во наредната емисија. Се гледаме во наредната емисија, запамтете, нереалниот страв, осетете го и соочете се со него и поздрав и од мене. Чао. Поздрав.